Најмалку 1000 милиарди долари, односно околу 10 на 100 од вкупниот имот на британскиот банкарски сектор и 220 банки и финансиски фирми се преселиле од Британија во Европската Унија од изгласувањето на Брекзитот во 2016 година. Според американската агенција Bloomberg, пред заминувањето на Британија од Европската Унија, најавено за 31 октомври, се забрзува и бегањето на финансискиот капитал од содецении неприкосновениот банкарски центар на Европа. Само во минатиот месец водечките светски осигурителни компании со седиште во Лондон префрлиле бизнис вреден околу 75 милиарди долари. Тие главно заминале за Даблин, Луксембург, Франкфурт и Париз. Германскиот финансиски аналитичар Роберт Халвер вели: Wir brauchen eine Lösung und Brexit, ich sage es sehr klar, ich erwarte den No-Deal Brexit. Man kann den Briten leider nicht mehr helfen. Wenn sie es so machen, wie sie es machen, auch politisch, wer mit dem Kopf gegen die Wand rennen will unbedingt, ja, ich hoffe nur, die Pflaster liegen bereit. И покрај сите финансиски, но и политички неизвестности, британскиот премиер Борис Џонсон ги предупреди пратениците дека тој никогаш нема да побара од Европската Унија одложување на Брекзитот. Тој при тоа имплицитно предупреди дека ќе биде принуден да распише генерални избори ако неговите раце му бидат врзани во парламентот. I want everybody to know there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We're leaving on the 31st of October, no ifs or buts. Премиерот Џонсон затоа ги повика пратениците да не гласаат за, како што изјави, уште едно бесмислено одложување на Брекзитот.